документ. Сега втората работа која што сакам да ви ја кажам. Теодор Херцел, кон крајот на 19 век ја напиша популарната, мощна, позната книга Еврејската држава. Тој таму ги дефинира принципите на ционизмот. Кога ја објавил оваа книга, тој бил отфрлен од евреите. Значи, евреите имале движење кон крајот на 19 век, кое што се базирало, односно се подпирало на асимилација. Значи, ако биле евреите во Австрија, не сакале да бидат евреи од Австрија, сакале да бидат австријци, да се асимилираат. А овој објавува теорија дека треба да се оформи еврејска држава. И од тука почнува ционистичкото движење, кое што него подоцна го зема за свој духовен водач, ментор и реален водач. Значи, дечки, она што денеска ви делува како утопија, што го збориме дека Македонија ќе биде еден ден обединета, можеби за 50 години нема да биде утопија. И тоа се моите идеолошки, помалку политички, повеќе филозофски гледишта, затоа што овој народ нема на што да се подпре. Мојата проценка е дека намерно не му се дава духовна храна, намерно не му се нуди чувство на сигурност за да се откаже од се, за да почне тој процес кој што го имале евреите на асимилација. Меѓутоа, ционизмот на Херцел е сосема добар правец и добра идеја како треба ние да се позицираме. И можеме. А они имале голема емиграција, Македонија има изворедна емиграција. Македонија пред 50 години имаше економска емиграција, сега веќе има силен зародиш на интелектуална и политичка емиграција. Веќе имаме добро втемелени семејства и финансиски, кои што може да ја помагаат државата во еден македонско-ционистички покрет. Значи, покрет кој што ќе значи интеграција на таа емиграција, покрет кој што ќе овозможи они да ја помогнат државата и да се изразат. Ја не знам дали приметувате вие дека не само што имаме проблем со сите околни држави, Македонија има проблем изразен со емиграцијата. Она што беше до пржино македонска емиграција со представени тројца пратеници во македонскиот парламент, од тогаш навака се нула. Значи, пресмета по Донтовиот модел измислија начин како да ја тргнат емиграцијата. Затоа што емиграцијата не можеш ти така лесно да ја притискаш и да ја купиш, како што можеш овде луѓе да купиш. Така што мислам дека на нас ни треба неколку основни работи за кои што ја веќе одамна размислувам, сум ги спомнал на повеќе луѓе и работам на формирање на таа рамка. Значи, на нас ни треба ционистичко движење, на нас ни треба интеграција на духовното размислување, на филозофското размислување и филозофско, утописко гледање на работите, од кое што ќе произлезе материјал од кој што нема да се откажуваат тие што ќе додат после нас. Може ние нема да успееме, меѓутоа мора да створиме материјал за тие што доаѓаат после нас. И тоа за мене сосема доволна мотивација.